Дефект на примарна водоводна мрежа, односно една од главните цевки во Тетово, е причина да нема вода во деловите на градот што гравитираат околу улицата Цветан Димов или околу зградата на тетовската полиција. Јавното комунално претпријатие информираше дека во текот на саботата е утврдено дека има дефект на цевка Фи-400 на улица Цветан Димов. При тоа е прекинато водоснабдувањето и почнато е со санирање на дефектот во саботата во 17 часот и 30 минути. Прекинот во водоснабдувањето ќе трае се до санирање на дефектот, информираат од ЈКП Тетово. Според информациите од работната организација Водовод и канализација при ЈКП Тетово од 29 јуни, во моментот повеќе од 500 литри вода во секунда изнесува издашноста на планинските извори од кои Тетово се снабдува со вода. Тоа значи дека во летниот период главно ќе нема проблеми во водоснабдувањето. Евентуалните прекини се поради честата појава во лето, поради старата и дотраена водоводна мрежа да има дефекти. Имаме 2 до 3 дефекта дневно, в принцип. Обично се работи за индивидуални приклучоци повише. Дотрајала мрежа, стара мрежа над, условно речено, над 50 години. Инаку со главните линии имаме помалку проблеми. ЈКП нема таква надлежност да гради нови линии или да ги реконструира. Ние работиме само на санација на секојдневните постоечки дефекти. И покрај најавите за доволни количини вода за пиење во текот на летото, сепак надлежните апелираат таа рационално да се користи, бидејќи граѓаните често знаат да ја злоупотребуваат токму во овој период за миење на улиците пред своите куќи или деловни објекти. Овош е зеленчук, пластика, цигари. Тротоарите и јавните површини во Тетово и понатаму служат како продажни места и како паркинг истовремено, а пералната во близина на основното училиште Братство работи постојано. Пешаците не можат да поминат зашто на патот им стојат гајби со производи, автомобилите едва и се продираат низ улиците. Хаосот во Тетово не можете да не го забележите, па се чини дека општинската акција Твој град, твоја јавна површина е неуспешна. Првата жена на Тетово пак смирува, ќе биде ослободен секој сантиметар во градот. Имајќи го предвид фактот дека во Тетово многу долго време или никогаш не била спроведена долгорочна активност од тој тип, нормално е дека нема да биде можно тоа одма да го завршите ниту за еден ден, а секој кој мисли дека ќе трае за еден ден, една недела или еден месец, апсолутно се лаже. Значи, ние ќе продолжиме со акцијата се додека не го ослободиме и последниот сантиметар, значи, на јавната површина, така да подобро е секој кој има елементи во јавна површина кои сметаат на граѓаните, на време да ги извади, да не чека да му биде пропишена казна, па после тоа да ги повлече. Јас мислам дека треба да биде јасно дека јавните површини се јавни површини и како такви ќе ги третираме овој период се до крај на мандатот. Пешачите низ Тетово и се враќате уморни дома од узурпирани јавни површини, лубеници и динји на пат, неуреден пазар, неправилно паркирање и нервозни возачи. Некогашното големо и убаво село во Полок, кое обстојувало од грнчарство, денес не може да го одмине судбината на многу македонски села. Се што некогаш било изградено во Тетовско блатце е осудено на пропаѓање, бидејќи со години никој не вложува во реконструкција на инфраструктурата. Моментално, значи повеќе години наназад општината ветува да се направат улиците, да се асфалтира патот и најважно канализација да се направи. Еве, до сега ништо не е сторено. За прошла година беше 100% сигурно, еве и за оваа година 100% до сега ништо нема направено. Значи, патот како е направено бивша Југославија, исто тоа. Едино што е водата што ние, што имаме добра вода и со тоа што немаме проблем. Друго, ништо нема направено в Блаце. Неколку години исто бараме да дојде соодветно таа организација или за ѓубрето да се собира отпадот.
и тоа не можем, канти да донеса, и тоа не можеме да најдеме. Значи, не можеме да се договориме и тоа ѓубрето се фрла отпадот кој кај ќе стигне. Освен патната мрежа во Блаце, за која жителите чекаат санација веќе една деценија, последните години пропаѓа и училишниот објект. Школото ни е и тоа старо, дворот исто, рекоа лани, и тоа ќе се поправи мало, школскиот двор, ништо нема направено. Мислам, од општината моментално немаме нешто помош некоја. Според кажувањата на жителите, изминативе години многу малку се инвестира за подобрување на условите за живот. За поставеноста на селото од страна на надлежните оди во прилог на се поизразената миграција на младите. Повеќето од нив иднината ја гледаат надвор од селото. Инаку селото Блаце, во кое постојано се населени 60 на куќи, се наоѓа на планината Сувагора и е на надморска височина од 839 метри. Селото надалеку е познато по Самовилска вода. На археолошкиот локалитет, кој се наоѓа на оддалеченост од 2 километри југоисточно, има остатоци од сакрален објект врз кој е изградена новата црква Света Троица. Водата од изворот се смета за лековита за многу болести. Донаторска вечер со пријатели и љубители на село Варвара се одржа вчера во кругот на црквата Света Петка. Истата започна со осветување на новата камбанерија од страна на двајца свештеници од Тетовското архиерејско наместништво. Богородице, прилежно ниње притецем грешни смирени, и припадем покаяни зовоште изгубени души. Владичице, помози на нji milosrdovавши, почим ся погибаем од множества прегрешени. Новоосветената камбанерија и иконата на Света Варвара, која веќе 4 години чека да биде изработена во мозаик техника па да се постави во местноста Студенец, беа ставени на лицитација. Собраните средства ќе бидат наменети за проширување и опременување на летната кујна во комплексот на црквата. Првиот проект што го почнавме беше 1999 година, проширување на кругот на црквата. Тоа е местата каде што сега вие седите, тогаш не постоеа. Понатаму се случи конфликтот во 2001 година. После него имавме два проекти со Америчката агенција за развој USAID, кои тежа 200.000 еври. Едниот проект беше новиот водоводен систем и овој објект што го гледате за црквата. Но со господова умисла продолживме и понатака. А следниот проект ни беше проектот на изворот на света вода Студенец. Сега, после тие проекти, дојде време да ја обновиме летната кујна и сите вие сега што сте дојдени, се дојдени во својство на оние кои ќе ни помогнат да го ствариме и овој проект. Проектите досега што ги реализиравме тежа 270.000 евра, ма морам да ви кажем дека 80% од парите се ваши пари. Вие сте ги вложили тука, а ние ги реализиравме. Затоа, во овој момент, сега сте повикани на една свеченост на која сакам да ви се заблагодарам за се она до сега што го направивте и за се она што понатака ќе ми давате поддршка во следните проекти. Присутните гости ги забавуваа познати имиња од македонската естрада. Признавам пред светот, ке го минам векот, да се најдам ради нас. Не можам од тебе да оздравам, се тај љубов тук сужи, на тебе ја потрошим. Светот мој, минус тебе во него, она што ќе
Галичник се подготвува за 45-тото издание на традиционалната манифестација Галичка свадба, која собира илјадници посетители од земјава и странство. Настанот годинава ќе се одржува од 13 до 15 јули, а за зети невеста избрани се младите Тања Лепческа, по потекло Галичанка и Златко Димовски. Галичките зети невеста претходно доставиле писмо до Советот на местната заедница и побарале да им припадне честа и радоста да бидат дел од оваа манифестација, која представува богато културно наследство за Македонија. Во духот на вековната традиција, тие својата љубов ќе ја крунисаат во црквата Свети Петар и Павле со сите обичаи на Петровденска галичка свадба. Свадбарските обичаи започнуваат во сабота на 14 јули со поставување на свадбарското знаме. Ќе бидат изведени 30 на обичаи кои што се белек на галичкиот крај, негувани и пренесувани низ генерациите, како одење по вода, бричење на зетот и други. Организаторите најавија учество на 100 статисти кои ќе бидат облечени во автентични галички носии, како и на културно-уметнички друштва. Галичка свадба неодамна доби светско признание како настан, односно беше прогласена за најтрадиционален свадбен фестивал во Европа од страна на New York Times и National Geographic. Гостиварецот Александар Радичевски за прв пат се представува со изложба на своји фотографии пред домашната публика. Вчера вечер во Центарот за култура Асмо во Гостивар беше отворена неговата самостојна изложба под наслов Urban Life. Посетителите имаа можност да ги разгледаат фотографиите, 25 на број, создадени во Македонија и низ странски земји, кои ги обединува темата на урбаното живење. Авторот вели дека не било лесно да се направи избор на фотографиите, во што имал голема помош од својот ментор Осман Демири. Потоа што станува збор за фотографии настанати и сликани кои се дел од секојдневието, урбаната средина и се она што не окружува. Повеќето фотографии се настанати во нашава држава, Република Македонија. Големиот број, сакам да истакнам, се настанати надвор од самава држава. Да бидам искрен, изборот околу истите беше тежок, се вкупно, да кажам, во мојот репертуар имам околу 1650 фотографии. Изборот беше тежок, но благодарение на мојот ментор, кој што воедно сакам да му се заблагодарам и да го поздравам, му заблагодарувам, кој што ми помогна и текако околу изборот и техничките работи на овие фотографии. Радичевски е роден 1986 година во Гостивар. Со фотографија се занимава скоро 2 децении и со своите фотографии учествувал на повеќе фестивали и групни изложби низ државата. Љубовта кон фотографијата едноставно настана сосема случајно. Се занимавам со аматерска фотографија, пред сега која ми е како хоби, пасија, уште од 2000-2001 година некаде. Едноставно налетам на фотографии случајно на интернет сајт и навлегов, ја анализирав самата фотографија и се запрашав дали можам јас да направам таква воопшто фотографија. Еве се испостави дека можам и конечно се оствари мојата замисла да направам прва самостална изложба, се надевам да ја последната. Изложбата Urban Life ќе биде отворена за посетители до 10 јули. Министерката за одбрана Радмила Шеќеринска во неделното интервју на Радио Слободна Европа истакнува дека Македонија има историска шанса, но и одговорност во однос на планираниот референдум по договорот со Грција и приближувањето кон НАТО и Европската Унија. Членството во НАТО ќе им даде шанса на сите граѓани на оваа земја да почувствуваат дека веќе никој не доведува во прашање дали оваа држава ќе опстане или не. Меѓутоа, членството во НАТО исто така значи огромен мотор за македонската економија. Од референдумот за името зависи и членството во НАТО. Што очекувате? Дали тој ќе биде успешен и дали граѓаните ќе гласаат за влез на Македонија во ЕУ и во НАТО? Секоја нација
и секоја држава има моменти кога се соочува самата со историски одлуки. Се соочува со самата себе и својот избор каква држава сака да биде, каква нација сака да биде, какво општество сака да создаде. Мислам дека овој референдум ќе биде во многу нешта налик на оној на почетокот на нашата независност. Граѓаните ја имаат моќта да ја донесат оваа одлука. Убедена сум дека како и во почетокот на 90-тите ја имаат и одговорноста, ја имаат и мудроста да ја донесат вистинската одлука. Овој договор го цементира македонскиот идентитет, македонскиот јазик, нашето право да бидеме македонци, нашите колеги македонци, и тоа не само што ни го дава нам како право, туку го пренесува како обврска на останатиот свет. Со овој договор и со нашето зачленување во ЕУ и НАТО, македонскиот јазик ќе стане службен јазик на една од светските асоциации која е најпрестижна, Европската Унија. Ова се прашањата за референдумот и убедена сум дека сите сме свесни за историската одговорност. Ја имаме историската шанса, но ја носиме историската одговорност. И кога ќе ги затвориме очите и кога ќе помислиме што сакаме да ни се случува во следните 10 години, што сакаме да оставиме во аманет, во наследство на генерацијата по нас, убедена сум дека мнозинството граѓани ќе се изјаснат за македонски идентитет, за македонска иднина. Денес имавме променливо облачно време, попладне со услови за локален пороен дожд и грмежи. Дуваше умерен северен ветер. Утринската температура се движеше од 10 до 18 степени, а дневната од 20 до 26 степени. УВ индексот изнесуваше 6. Според прогнозата на метеоролозите, времето утре ќе биде променливо облачно, попладне со услови за пороен дожд и грмежи. Ќе дува умерен северен ветер. Утринската температура ќе се движи од 9 до 17 степени, а дневната од 21 до 26 степени. УВ индексот ќе изнесува 7.